навистина ќе честитаме и таа се враќа со една престижна награда конкретно за најдобра винска личност на Балканот ова 2026 и тоа на јубилејниот 15-ти поред интернационален балкански вински надпревар. Станува збор за нашата Ивана Симјановска, која што е прогласена за најдобра винска личност и координатор за комуникации на Slow Food Македонија. Slow Food Македонија секој пат не потсетува на нашата и единствена Вања Тодоровска, која што овој пат рековме ќе дадеме оддишка малку од кујната, иако ни недостига секој пат некој добар деликатес и гастрономска презентација тука, ама овој пат ова е најубавото, мислам дека тандемско друштво, за да говориме за малите вински семејни бизниси, за секако она што е најважно, тоа е Slow Wine, да, 2024 се подготвува новото издание. За Slow Food гостилниците исто така, кои што сме ги споменале, вие добро ги знаете всушност и овие теми. Меѓутоа, пред да продолжиме да говориме за тоа дека и Македонија на овој начин, заедно благодарение на Ивана и со овој каталог, ја позиционираме, ја представуваме, сме амбасадори на самата светска винска мапа, ние, нашата Софија и камерата на Тилма се обиде да направи една анкета низ Скопје, наши сограѓани и пријатели кои што одговорија неколку прашања, па таман ќе биде поддршка за темата која што ќе се имаме со вас. Супер. Ајде. Можеме, колеги, со анкетата. Дали според вас македонците имаат развиено винска култура? Па да, македонците се добри познавачи на виното. Мислам дека е така. Премногу. Па не би знал дека, мислам дека да. Ја мислам дека има развиено, бидејќи Македонија има преубави вина. Јас сум шетала скоро низ цел свет, сум пробала вина од многу земји. Едино можам да го од Окланд, виното бело им е преубаво, али македонските вина ми се чини најубави се. Дали вие некогаш сте посетиле некоја винарија во Македонија? Винарија, да. Која? Штип винарија, да. Дали можеби вие сте посетиле некоја винарија во Македонија? Во Македонија, да. Да, имам посетено повеќе винари. Која? За Тиквеш. Ме импресионира нивните начини на складирање на виното, секако и на производство. Убаво е. Па Тиквеш ојаш, да. Сум посетила и Тиквеш и Водемир Капија и моите пријатели се Дудин од Неготино. Кога одбирате вино, што е подобро да се гледа, цената или квалитетот? Квалитетот, нормално и цената е. А препораките дали ги гледате? Препораките од кого? Од може од најблиските или од тетот? Па да, ги гледам, ама не сум многу конзуматор на вина, али обожам некош така да се напијам со друштво. Дали при изборот на вино ја гледате цената или препораката? Зависи каде сум, некогаш ја гледам и цената, но не сум многу љубител на вино, во принцип јам само бело вино. Така да, не е до цената, до квалитетот. Близок. Не е битна цена, ја ви кажа, виното е супер. Јас сум уметник и цел живот живеев, маж ми почина, живеев со уметник. Ние прво контакт со, да речеме, со вино или некоја друг пијалок, ние е амбалажата. Дали е добро амбалажата направена, етикетата? Ви благодариме што не ги поштидивте вашите одговори, одговорите на прашањата. Мислам дека ќе се сложиме. Сите си го сакаме нашиот автохтон пијалок, односно неколку сорти кои што си ги имаме, а меѓу другото, не знам од каде да почнеме, Цеце? Еве, јас ќе почнам инспирирана од анкетата. Ајде. Па и со двете, затоа што една, господјата што рече дека е уметник, сподели дека прошетала многу во светот и дека пробала многу вина, но сепак македонските и се посебни. И вие сте некој, особено Ивана, ти со твојата работа и професија имаш можност да шеташ, да дегустираш, тоа ти е нели работата како вински судија, понекогаш да имаш можност, се разбира, да вкусиш најразлични вина од светот, разни сорти, разни винари. Дали е точен овој податок дека навистина, дали ти така гледаш на тоа дека сепак македонските вина, бидејќи навистина како поднебје сме богати, затоа и ќе зборуваме, се нешто посебно и нешто на кое што навистина треба да бидеме горди? Така, македонските вина се дефинитивно посебни. Она што е интересно е што се делумно и неоткриени, па тоа е доста интригантно за оние што сакаат да дојдат да пробаат. И господјата беше во право. Многу е битно да шетате да пробувате различни вина,
Значи дали сте во зимјата па пробувате различни вина или шетате надвор, секогаш пробајте го она што е локално, споредете го со тоа што го пиете дома и така ќе го пронајдете својот вкус, а ќе може нели да ги оцените вината на македонските вина, до каде се, што се. Ние дефинитивно имаме одлични вина, имаме и автохтона сорта, имаме регионални сорти кои што последниве години, особено последниве 5 години, стануваат многу актуелни, така да си повеќе и повеќе, без разлика дали се тоа мали, средни, големи винари, фокусот го насочуваат токму во тој дел, затоа што знаат колку е ова битно за да бидеме попрепознатливи во светски рамки. Извини, Марко, слободно. Би сакала само да се надоврзам, Ивана ме инспирира секогаш. Апропо тоа колку се нашите вина добри, секогаш може да се забележи кога се оди надвор од земјата, нели? Мислам дека беше 2023 година кога го посетивме Slow Wine винариите, 12 семејни винари од Македонија, бевме на фестивалот на виното во Болоња. Да ви кажам, толку бев горда што сум од Македонија. Секогаш кога си надвор некако ги гледаш појасно работите. Значи нашите штандови беа максимално посетени. Ивана знае, иде многу повеќе на тие вински фестивали од мене, меѓутоа дека ми беше прв, јас бев восхитена. Ако не грешам, го зборевме тоа можеби студиски, ако Ти имаш подобра меморија од мене. Да, мислам дека нешто споменавме баш дека чувството на екзалтација, враќањето твое од Болоња беше така. Прекрасно, а најмногу ме восхити податокот колку публиката, луѓето во Италија ја има таа винска култура и колку се информирани. Доаѓа на нашите штандови, нели спомнав? За нашите вина? За нашите вина. Ние имавме 12 винари, ми се чини околу 40 етикети. Ама сите што доаѓа прашуваа за станушина. Тоа е нели нашата автохтона сорта вино и на некој начин вински репрезент на Македонија. И викам, кога дозна, кога, значи редици и сите винари беа преполни со впечатоци и инспирирани од прашањата што ги добива од луѓето. Многу млади луѓе, навикнати веројатно на пиење на вино, вистинските прашања, начин на кој што ја држат чашата, значи прекрасно. И знам дека сме на почеток, ама овие настани некако толку го потенцираат виното како еден од нашите адути, што верувам ќе имаме блескави денови. Дефинитивно влегува е всушност главен мотив за туристичка промоција на земјата. Апсолутно е нешто со што може да се гордиме. Кога веќе споменавме автохтоната сорта, Ивана, во што е посебноста на станушина? И колку имаме генерално автохтони сорти во Македонија? Така, една автохтона сорта се рачуна дека е автохтона, се смита дека е автохтона, доколку од неја се произведува комерцијално вино. Ние за сега имаме станушината како единствена автохтона сорта, меѓутоа има уште неколку од кои што не се произведува се уште комерцијално вино, така да може да кажеме за сега дека е станушината. Меѓутоа сме во чекор, здравје Боже, дали имаме и да, тука мора да ги поздравам Земјоделскиот институт во Скопје, кои што стварно вложуваат многу за овие сорти кои што се уште не се произведува вино комерцијално од нив. Но се произведува вино, само не е тоа така искомерцијализирано или како? Маркетиншки подкрепено? Воопшто не се произведува? Овие сорти, не овој случај само кај нас, туку и во светот, постојат сорти кои што постојат само во лаборатории, nurseries ги викаат. За испитување, само веројатно? За испитување се, да. И нели се проверува потенцијалот на каква подлога може да се засади, каде најдобре ќе успее, на кој обкружување, значи кој теруар, која клима, која надморска височина, да, целиот тој концепт на теруар. И нели ако има потенцијал, после таа сорта се размножува, нели, и може да се премине кон садење, така всушност е преживеани многу од сортите, ајде да кажеме на Балканов и во свет, меѓутоа и на Балканов. Станушината е посебна, заради тоа што пред, ајде да кажеме, нецели 20 на години никој не ја смиташе, освен 2-3 винари, не ја смита за нешто
посебно, дека нема никој потенцијал. Меѓутоа, таа е сорта со која што ние може да се гордиеме. Значи, произведува вина кои што се... Па Еви и Вања, како што сподели, воодушевени биле туристите. Во Болоња особено. Да, затоа што луѓето кои што знаат за вино, значи оние кои се вински професионалци, оние кои не се, а се вино пијачи, се винољубители, сакаат да пробаат нешто ново, нешто интересно, нешто што го нема, нешто што не е интернационална сорта која што е застапена секаде. Насмеав се, утреднева викам, јас да бидам вински судија, никој пат не би можел. За жал, прагот на толеранција и моето тело нема, веројатно таму веднаш ќе почнем. Па добро, тоа со искуството се гради. Тоа сакам да кажам, прагот на толеранција веројатно чекор по чекор. Сериозно, можеби сме те прашале во минатото, како започнува твојата љубов кон генерално винската индустрија и воопшто таа прекрасна историја, традиција, идентитет, приказна што и Македонија меѓу другото ја има. И потем ќе потсетиме за сите кои што се вклучуваат на Телма телевизија. Тоа беше поводот да видиме со Вања, па ќе ја споиме приказата. Честитки за признанието. Фала многу. Најдобра винска личност на Балканот. Интересно е што ова признание не доаѓа само како награда за успешна година, туку напротив и како крунена 15 години континуитет и конзистентност присуство на најважниот, нема да погрешам кажам, балкански вински надпревар Ивана и повеќе децениска посветеност на промоција на македонското вино, што всушност и признанието вклучува, ќе ни кажеш ти, меѓутоа прво од твоите први чекори кон виното. Има долга приказна и кратка приказна, јас кратка да ќе ја кажам. Порано работа на интернационална компанија беше малку досадно, не ми беше предизвик никој, па со колегите одлучивме да посетуваме помали винари кои што никој не ги знаеше и да во Скопје, да, и се организиравме ние во вински клуб. И еднаш месечно одржувавме дегустации на познати и непознати винари и тоа беше многу интересно. Тоа траеше неколку години. После тоа дојде идејата, ајде да го напишеме првиот вински водич. Значи, не имаше такво гласило, нели, за вината, за винариите, македонските вина и винари. И од тука некако почна се. Следната година дојде првата покана. Но за да станеш интернационален судија, веројатно треба учење, работа, истражување и така натака, не е само од организација на вински клубови, претпоставувам. Не. Значи на тој вински надпревар кога отидов таму ме препознаа луѓе кои што со децении се во винската индустрија, кои што се битни луѓе и ме охрабрија да останам во винската индустрија, кажувајќи ми дека нели го имам тој потенцијал, таа дарба. И јас после многу школувања, значи многу и ден денес премногу читам, премногу истражувам. Меѓутоа најголемото искуство го стекнувам од овие вински надпревари и се разбирам и на пристрипови низ цел свет, најчесто Европа, каде што одам на различни винари, дегустирам вино. Прекајќи се на твоето прашање, значи ние дегустираме, значи не го конзумираме тоа. Не го голтаме. Не го голтаме. Кружи околу уста, така знам вака од искуството во некои разговори. Така? Па сега, ако се погоди никој вино, се шалам, значи стрикно е забрането, меѓутоа според правилата, околу 50 на вина дегустираме за некои 3,5 час. Значи тоа не се конзумира, се дегустира и се плука. И се пие вода многу. И се пие вода. Да, и сакате да се изгуби вкусот на едното вино за да можеш да го почувствуваш во целост другото. Кога парфем мирисаш, нели кафето ќе го помирисаш и тоа да речеме таа дистинкција кога ќе направите мала пауза од следната. А ова како? Кај виното? Професионалци сме. Така да до сега не ми се случило да ми се измишаат 2-3 или секој последователно вино да не можам да го проценам како што треба да биде. Треба да сте доста фокусирани, меѓутоа пак ќе кажам најбитно е искуството. Значи како ќе се научите или прво да дегустирате и после тоа многу е полесно. Сега се враќаме на убава тема што си ја започнавме зад камери. За оние кои што не знаат, се враќаш секако со оваа награда и тоа од Хвар. Од 26 до 30 мај всушност се одржа овој интернационален балкански вински надпревар, единствениот вински судија Ивана, кој суди од самото основање на винскиот надпревар, значи како што кажавме 15 години, а инаку ова годишно признание се доделува на професионалци кои што дале значаен придонес во унапредувањето на глобалната репутација на балканските вина. Еве, јас и Цеца имавме среќа да го посетиме Хвар и баш да фатиме вина фешта, баш на манифестација која што ја празнува оваа винска култура. Искуството ајде малку од враќањето
И што наградата. значи оваа награда? Значи, Баш ги види на погледам. какви врати ти отвора со оглед на тоа што се работи за Балкан? Так. Прво, балканскиот интернационалниот балкански вински надпревар за нас е битен, за Балканот е битен, исто како што декантир, винскиот надпревар во Лондон е битен за целиот свет. Затоа што преку овој вински надпревар, всушност балканските вина добија една огромна препознатливост во светски рамки. Ние забораваме или не знаеме дека Балканот е петиот најголем вински регион во свет, што е многу интересно. Ниту пак ја знаев. Пети Петиот најголем во свет, најголем вински замислете. регион во цел свет по производство. Се разбира, меѓутоа не само по производство денес. Ако зборевме до вчера потенцијал, денес тој потенцијал многу е и устварен во многу од земјите на Балканот, ако не и сите. Тоа е првото ништо. Оваа награда е многу битна затоа што прво се доделува еднаш годишно. До сега е доделена На 5 минути, така? на 5 минути, јас сум шестиот човек. Меѓутоа, меѓу тие добитници се и двајца Master of Wine. Master of Wine е највисоката титула што може да се добие во винскиот свет. Значи, потребни се години и години на студирање за да се добие оваа титула. Еден холанѓанец, двајца британци, еден руманец и колега од Србија. Така, да, и јас. Колку прекрасно. Да, многу е битна, за мене е многу битна оваа награда, не само за мене, и за Македонија, и за Балканот. Значајно. Затоа што јас сам иницијативно веќе повеќе од 15 години сум фокусирана, работам на промоција на балканските вина, на македонските вина во светски рамки на секој можен начин. Значи дали се тоа предавања, дали биле тоа вински салони, или бренд амбасадор сум на вински надпревар од Франција, што е многу битно за некој што доаѓа од Балкан. Така да баш си имам вложена во оваа тема и оваа кауза, ќе кажам. Утре во Соцеце, кога го вклучивме Сашо Поповски, наш познат джез музичар, во моментот е во Виен, во Франција, каде што нашиот Jazz Factory го промовира на еден од најпознатите интернационални фестивали и форуми, и Цеце го прашува: проба или успеа ли пробаш нешто од локалната кујна? Вика, да, вика, добро вино и багет. Така што веројатно да, секаде виното е веројатно прво нешто што сакаме да го вкусиме, тоа веројатно и за Македонија. Мислам дека најеклатантен пример ни е и Вања, која што ни е и директна комуникација со Slow Food Македонија. Кого не запознавме, многу често сме го кажали, затоа ќе заблагодариме Вистина Вањич. Сега околу Slow Wine каталогот, ова е последното издание, се подготвя новото. Јас би рекол, не е само каталог на вино, она што мислам дека имаме како пример и во Телма тука. Тоа повеќе ја би рекол дека личи на еден каталог на лични приказни. И зошто беше важно во центарот да бидат луѓето, а не етикетите, тоа би прашал. И кога ја создававте оваа книга, бидејќи сте двете авторки, што научите за Македонија што претходно можеби и вие самите не го знаете? Јас ке суфрал, значи Ивана е автор, јас сум коавтор. Значи, кога ја добив задачата да бидам коавтор, си викам, што сега храна, вина, освен што уживам, појма немам ништо. И си имам своји адути, нели, меѓу македонски семени винари. Меѓутоа, работа со Ивана ми беше како патување, 300 работи изнаучив. Значи, од како ќе тргнете, ги имате, први се тргнува, нели, од лозијата, каде се наоѓаат, на која почва, понатаму за винаријата, што све има, вината кои што ги поседува, годишни, како се викаат, приноси. Приноси, да. Што имаат од вината, кои видови, дали ги имаат, дали го имаат вранец, темјаника, станушина, нешто за винарот. Навистина прекрасно патување, кое што понатака си ветивме една на друга, односно она ми вети на мене, дека ќе ги посетиме сите, затоа што тие семени винари се навистина прекрасни, тргнувајќи од тоа кои луѓе ги држат. Значи, за да го сакаш виното, треба да овде нешто да имаш убаво. Нели Хемингвей што викаше, мислам дека беше, виното е најцивилизираната работа на светот. Господски пијалок. Да, и господски и божи пијалок, и ти дава одлична можност да го комбинираш со она што значи автентична храна. Колку во Македонија има, да речеме, само да речем, луѓе кои што станале, да, што станале, бидејќи имам чувство дека не сакаат премногу да
експлоатираат својата приказна, па и љубовта, така, си остануваат малку по-интровертни во тој свет, ама сепак на некој начин знаат да си ја направат вистинската промоција на семејниот бизнис. Так, па има многу од нив, особено меѓу овие семејни винари, затоа што мора малце ако удиме во историјата, до вчера сите тие биле производители на грозје, на винско грозје, кои што го продавале на големите винари. Меѓутоа, нели со денационализацијата, всушност они го добиваат лозјето назад и сега имаат опција да продолжат да го продаваат грозјето или да се посветат, да прават вино. И тоа е многу интересна, прво е предизвик виното да го направиш. Треба помалце да си, јас си викам да си коцкар. Меѓутоа зашто не се знае дали ќе испадне како што треба или не се знае например каква ќе биде годината, зависи од временски услови како со сите култури. Меѓутоа треба да имаш стварно навистина многу голема љубов за да направиш вино. И сега со например со Slow Wine водичот кој што е втор Slow Wine водич во издание на Slow Food Македонија, ние се трудиме тоа да биде гласило, да ги кажеме приказните на овие семејни винари, затоа што денес позади производството на едно вино стои цела фамилија. Како не? Треба да сте дипломирани агрономи и така натаму за да се бавите со овој бизнис? Па најдобро е затоа што од друга страна сте поедуциран, значи знаете точно како да се справите со лозјето, со грозјето, со виното. Така да секако тоа оди во прилог. Многу од нив, многу интересно што никој од нив е, да кажем, на пустари години завршуваат енологија. Што е... Има доста примери. Да, многу интересно, а помладиве се речиси сите се енолози кои што имаат завршено или тука или надвор. Ме интересира прашање од двете, особено може Ивана ќе знае дали денес може да се произведува големо вино без одржливо лозје. Па може, да. Меѓутоа, филозофијата на овие винари е баш она посвета на зачувување на биодиверзитетот. Употребување на еколошки практики во лозјето. Што ти спомена зад камери дека многу него практикуваат, може би тоа? Многу него практикуваат затоа што многу повеќе труд треба да се внесе, да се даде во тоа. И буквално вие бдеете на лозјето голем дел од годината, меѓутоа и големите винари произведуваат големи количини. Меѓутоа многу од нив имаат и дел органско производство, односно органско производство на грозје од кои понатаму прават вино, што е многу битно, затоа што светот, винскиот свет, оди кон производство на органско вино. Многу од големите, ќе кажам што тоа дури во Франција, денес се посветени само на органско производство на грозје, органско производство на вино. И не прават преседани, таму остануваат веројатно лојални. Вања, дали доброто вино секој пат започнува од почита кон сопствената земја? Мислам дека си добар пример за истото. Да, најмногу. Па бидејќи е пијало кој што не карактеризира, нели ние сме земја на сонцето и претпоставувам дека и тоа и знам дека е тоа еден од факторите што ни се толку лепливи вина, ќе ти се залепи за подсвеста, за непцето. И во зависност од храна, нели се создаваат со модела на многу работилници за спарување на храна и вино и навистина тоа е едно посебно уживање. Меѓу другото, и сум била дел од приказната која што ја терала Ивана со храна и со вино и тоа е исто посебно патување, значи прекрасно. Меѓутоа сакам да спомнам дека ние во Slow Food гостилници ме радува што самите газди на гостилниците се трудат да ги користат домашните вина, односно вината од нашите Slow Food винари. И тоа е убава симбиоза на кој што ние соработуваме, пошто нели основна задача на Slow Food гостилници е да го користат локалното, автентично, да бидат препознатливи по тоа, а не да трчаат по некои интернационални вкусови, пици, не знам, хамбургери, што се не. Туку да го има тоа што си го има. Еве, сега ми текнал моментот пити, може и дека сум гладна.
еве на пример пита, во разни делови од Македонија се вика различно, така? Така е. Мазник, Баница, зелник, некако, да. нели ги имаме зелник. Во Мариово ми се чини има многу симпатично име во селото Зович, се вика Виткалник. И сега, нели е убаво ти на трпеза да принесеш мазник, зелник, што и да е, отколку да се истопориш со нешто што го има секаде. Така Значи, таа автентичност е многу важна за да имаме добар туризам, за да не препознаат луѓето. Видете, тоа е уствари нашиот идентитет и треба навистина да сме горди со тоа што И Адолф и Джокер во рака, кога така е. веќе го споменавме туризмот, знаеме дека виното е еден главен промотор на нашата земја и амбасадор. Она што сакав да прашам е дека споменавме нели Балканот е помеѓу петиот најдобар вински регион во светот. Меѓутоа на Балканот има земји кои што не се дел од Европската унија, конкретно нели Македонија. Дали има некои регулативи кои што можеби ЕУ ги налага за производство на вино и како тоа нели треба да изгледа за да можеме да речам да стигнеме малку подалеку и од Европа, но и во светот. А сепак одржуваме квалитет. Да, затоа што сепак имаме, но дали не спречува тоа нешто ете? Па, нашиот закон за вино е хармонизиран или се трудиме да биде хармонизиран со европските закони за вино, што е многу битно. Во припрема се и, например, она што нас, не можам да кажам, не спречува, меѓутоа... Обструира пат? Обструира, да, на некој начин е што си уште имаме апелационен систем кој што е многу битен. Многу битен за да се знае кој е квалитетот на тоа вино, од каде точно доаѓа тоа вино. Тој закон е во подготовка, јас стварно се надевам дека набрзо ќе може да го видиме. Потоа навраќајќи се на еден многу интересен дел, зошто во другите земји има толку многу развиена винска култура, затоа што локалната гастрономија напоредно се развива со винат. Со винската? Со вината, да, со винската култура. Така да кога доаѓаат странци кај нас, оно што го зборува Вања, што го зборува, сакаат да пробаат нешто локално. Тоа локална храна да биде спарена со локално вино. Така да и ние преку Slow Food, повторно јас само иницијативно со многу од шефовите на кујна во Македонија, се трудам да направиме оние вечери на спарување вино и храна и да видат луѓето дека има причина зошто нашата храна е толку добра и зошто нашите вина се толку добри, особено кога ги споите, добивате добитна комбинација. Совршена хармонија. Да. Во што најмногу уживаат туристите, Ивано? Кое вино го преферираат? Многу, станишината им е многу интересна, особено ако е црвена станишина, како црвено вино направено. Леле, извини, мала дигресија, ќе биде ли грев да ја спомнам станушина на Ерос Ева? Па, да, тоа е тоа. На тоа и мислам. Откриите ли зашто станува збор? Ива всушност е розе од станушина, но они имаат и друга, сега се помешав и јас, имаат бела станушина, розе станушина и црвена станушина. Црвената, значи, Ерос како винарија произведува вино од органски грозија, меѓутоа се автохтони квасци. Значи, не користат комерцијални квасци, користат она што го има на самата покужица на, да, не го прават тоа само Ерос, меѓутоа и многу други винари во земјава. После го имаме вранецот кој што е толку битен за нас. Зошто? И дистинктивен вкус, сосема. Вранецот си го има најдено вториот дом во Македонија и покрај тоа што последните анализи докажуваат дека не потекнува од Македонија, туку од Црна Гора, меѓутоа си го има најдено многу добра својот дом овдека во Македонија и дава навистина одлични вина во различни стилови. Така да ако порано вранецот беше само некакво црвено, многу јако вино, тоа си уште го има денес, меѓутоа има и различни стилови, особено помладите винари си експериментираат во војдел, така да имате и вранец кој што може да го пиете, да кажам, на секој дневен вранец. Еве, напите се вино во моментов. Полесен, да, меѓутоа тоа не значи дека е понеквалитетен. Едноставно стилот е различен. А колку може да се експериментира, еве велиш, за да не се загуби до бескрај? Па до бескрај може многу да се експериментира. Меѓутоа тие експерименти се, нели, чинат. И тоа е ризик, и тоа е котка, како ризик, апсолутно, да, тоа е може да не испадне ништо. Може да не испадне ништо, така да
ние се консултираме, нели, дали винарите се консултираат. Не е битно дали сум јас, дали некој друг, нели, со професори на институт, со други енолози. И тоа е многу битно, многу е битна таа размена на информации. Вранецот е, нели, балканска сорта, значи многу е битно и ние како вински професионалци и енолозите да прошетаат по Балканот, да дегустираат други вранци, за да може да видиме до кај сме, да не случајно не притекне некој. Так. Јасно. Ја споменавме Франција. Пред неколку дена се враќаш од Бордо, Франција, каде што судеше на винскиот надпревар Цитаделес ду Вин. Добро го кажа. Добро. Слично тука негде. Чи бренд амбасадор беше токму и Ивана. Престижен интернационален вински надпревар кој што се одржа исто така со една убава традиција од 26 години во Бордо и двојно акредитиран, тоа ќе ни го објасниш, кој што е спонзориран од меѓународна организација за вино и винова лоза ОИФ, односно од нејзино основање, како велиш, во 2000-та, а во 2014-та е член на Светската федерација на големи меѓународни надпревари за вино и жестоки пијалаци. Тоа е Винофет. Прво француско преварување кое што се приклучува на оваа престижна федерација. Така, овие федерации се многу битни во светски рамки. Не знам дали до мене се припи вино. Кога нешто збориш толку многу ти доаѓа, да вас имате простор. Така, Цитадел Дува, сушност е вински надпревар каде што ние претходно имаме испраќано, како Македонија, имаме испраќано примероци. Меѓутоа, јас од минатата година сум бренд амбасадор за целиот Балкан, така да ова е уште еден начин, уште една шанса македонските, балканските вина да бидат промовирани, награди, да бидат промовирани, што тоа беше случај минатата година и оваа година, заради тоа што многу лесно испливуваат во квалитет меѓу останатите вина од целиот свет, затоа што таму имате примероци на вина од целиот свет. Ние се закитивме со 2 големи злата, од вкупно 7 кои што беа доделени и 9 злата чинам од 81 кои што беше доделено. Тоа е огромен процент на успех. Ова зборам само за македонските вина. И сега ова надпреварување е дел од ОАВ организацијата, значи меѓународната организација за вино и винова лоза и Винофет, Светската федерација на меѓународни вински надпревари, меѓународни надпревари за вина и жестоки пијалаци. Многу интересен овој вински надпревар, како и многу други, меѓутоа имате навистина вински професионалци кои што со децении се во овој бизнис, точно знаат што прават. Сомелиери има многу, што е многу битно, затоа што сомелиерите всушност преку нив оние се голема шанса за сите нас кои што сакаме да продадеме вино никаде, затоа што имаат шанса да дегустираат вина кои што е од Вранец, кои што им беше многу интригантно. Клучна улога за промоција. Да, затоа што сомелиерите, или се луѓе кои што работат во ресторани, во вински барови, кои што препорачуваат вина. Има други земји од Балканов кои што имаат, тоа е дел од нивната стратегија, кога ги обучуваат своите сомелиери кои што работат во светски познатите ресторани, како да препорачаат вино од својата земја, значи ги едуцираат, не дека и они сами да не биде тенденциозно наметливо или напротив? Не, наметливо не, затоа што кога му приоѓате на еден консумент во ресторани, во вински бар, го прашувате што преферира. И според тоа вие како сомелиер се водите. Мал прашалник, па ќе го... Меѓутоа, многу од нив, и јас тоа го правам, многу од нив ќе ви кажат, сакате да пробате ништо слично на она што го барате во однос на стил, субтилно, да, и ќе ви дадат да пробате и така вие всушност го градите својот интерес за вина, својот вкус за вина, што е многу битно. Ивана, дали во светските вински кругови Македонија се доживува како едно изненадување или баш како еден сериозен вински регион? Во случајот тебе да речеме од твоите патувачки приказни. Многу е битно ние Македонија да гледаме и не само Македонија, било која друга земја од Балканот како дел, како што спомнав, од поголем вински регион, значи Балканот како прво. За жал, многу повеќе вински професионалци ја знаат Македонија како земја на добро вино. Ние треба да се трудиме да ги донесеме оние љубители на вино, некои што оние туристи едноставно, има вински туристи кои што шетаат само на
по вински тури низ светот. И тоа низ годиниве некако стане и популарно и кај нас. Да, заради тоа што јас кога треба да е уште повеќе. Треба да е уште повеќе, значи треба да има една национална стратегија за ова. Јас кога почнав, ми скоро и да немаше вински сали за дегустација. Денес сите винари, особено помалите семените, го имаат тоа, затоа што многу е полесно да продадете вино од прак, што викаме ние. Како не. А и целото доживување е многу автентично, интересно и баш е нешто што привлекува туристи. Па јас веќе 10 години работам дојдовен туризам за една агенција и ние го работиме последниве години цел Балкан. Меѓутоа, еве сега имав луѓе од Швајцарија, од Австралија кои што беа дојдени и беа дојдени само на винска тура 2 дена. На крај се вратија со 48 флаши кои што ги нарача од работала. И се вратија него ќе ги или тие вина ќе им бидат однесени. Никаде сме пред крајот, а имаме уште многу прашања, а мај да видиме што попрва. Имам едно вака интересно прашање. Кој ви е вкусот на вино од кој што најмногу сте се изненадиле и највкусно вака од се што сте пробали и ти Вања, бидејќи за мене Вања ми промовираше вина. Ама некој во кој што најмногу уживаш, а од друга страна кое е можеби виното кое што вака маркетиншки, агресивно било доста популарно низ светот, дали по социјални мрежи и така натака, ама кога сте го пробале, малци сте се разочарале, не е тоа. Ајде Марко нека каже за авантурата на последниот Slow Food салон минатата година. Салонот беше, јас пак ќе кажам дека тоа е веројатно најбавото прибежиште за да се поврзаме некако со Slow Food и гостилниците, и винариите мали, и семејните бизниси. Ти проба вина? Вања не само што ме однесе, мислам дека во најдобрите штандови. Значи, дегустиравме најдобро... Ама требаше да проба се. Да. Бидејќи познавајќи го, не проба. Не, напротив, работата беше што, апропо прагот на толеранција, јас некои работи не ги знам, ја ако сум вински судија, сигурно ќе сам да го Марко беше водител на една панел дискусија, поврзана за Slow Food Farm, фармите на Slow Food, и сега он е толку голем професионалец, јас мислев да го опуштам, он рече после фармите. И отидовме до штандот на Јостела, мисля че. Јостела. Прво, и тоа споменавме, тој сакав да прашам, што продава денеска, нели прашавме, нели кога гледаме декларации, етикети, цена и така натаму, што денеска вистински продава, меѓутоа да, за Slow Food салонот кој што вистина сакам што повеќе редовно да се случува дама и што повеќе годишно, вистина тоа е најубавата промоција можеби на тие мали винари и македонска храна воопшто, локални производители и се. Како и да е, Марко 2-3 голтки проба и откако заврши неговата панел дискусија, не беше со хепи енд, бидејќи виното што го баравме, дзуница ми се чини така. Дзуница, браво Вања. Ти дзуница ти го одвеш како некоја од кој што си најимпресионирана? Јас стално се импресионирам бидејќи има толку е краток живот, а толку малку време да се пробаат сите вина. Мислам на мали семејни винари и секогаш кога се нашите настани, бидејќи се комбинира храна и вино, се обидувам да вкусам што повеќе и да дојдам до заклучок некаков. Не знам да си дојдам до секогаш имам други фаворити. И треба човек да тргне од тоа личното, у моментот, што можеби ќе ти роди убави мисли, ќе се почувствуваш убаво. Затоа што постојано истражуваш. Да, постојано истражување. Особено мислам дека твојата работа со Slow Food Македонија ти е истражувачка. Чекај само Ивана да ми одговори. Јас многу, шетам, многу дегустирам и кај мене тоа е многу проминливо. Така да повеќе сум фокусирана, например, на некоја сорта. Па сакам, исто како јас време зашто го промовирам надвор, фокусирана сум на некоја сорта и, например, сакам да дегустирам повеќе вина од таа сорта. И сега, ако поконкретно, не знам, многу интересна Грција со преку 200 автохтони сорти. Сега се вратив од Хрватска, нели, они имаат околу 120, така да секогаш наоѓам некоја сорта која што таа цела година гледам да дегустирам вино од таа сорта, па после некој време тоа да му дадеш време да ферментира и од тебе. Оваа година, па добра сертикото ми е така некоја класика, пушипот, дефинитивно. Сега баш од Хвар дегустиравме некои одлични сорти, одлични вина од пушип. И многу интересна Грк исто од Хрватска.
Така да, тоа ми е сега, тоа ми се сега Добро, вака фаворит. и ако прошетаме и ние Хрватска да знаеме што да пробаме. Па ќе ми се јавиш, ќе ми пишеш како сите останати, да. Сосема некаде и конкрет, бидејќи slow food гостилниците би сакал само да ги споменеме Вањич. Денес туристите не патуваат само нели да конзумираат и да јадат, туку за да доживеат место. Препоставам дека и раѓањето на идејата за slow food гостилниците доаѓа и од таа, можеби побуде и причина. Меѓутоа, дали постои гостилница што ве натерала да сватите дека токму таму се чувствувате вистински во На сите Македонија? сум се почувствувала, токму поради тоа што се автентични. Кога се качив, например, на тераса у Тарна во Горно Коњско и кога го видов езерото пред мене и спокојна природа и си реков, леле Господе, Што се имаме тука не, баш? сакам ова да ми биде последната гледка. Значи, толку ме фасцинира. И секогаш во секоја гостилница поинакво чувство. И не можам да одвоам тука и Вила Радожда, тука и Вила Дихово, значи сосема друг концепт, планина и така натака. Секој со свој адут гастрономски, секој со своја приказна, многумина од нив и произведуваат вина и еве сега ми падна на ум Филип Ондуршек, Мишелин готвач кој што беше пред месец дена гостин овако, посети дел од гостилниците и не се воодушевуваше тој. Ние и се обидовме да биде све наше. Значи, тој падна у несвес од свири пиле. Наедноставно нешто, нели, буковска пипер со масло, па се додава вода и вкусот едноставен, ама автентичен, тој го немал така. Тресената пасрамка, например, во Вила Радожда му беше јадење за една Мишелин звезда. Значи, имаме ние толку многу адути и не можам да одам поединечно. Единствено што ме радува што имаме континуитет со slow food гостилници и наскоро ќе имаме повик, бидејќи сме отворени, сакаме да го прошируваме slow food семејството, да. И да ни се придружат луѓето кои што сметат дека имаат афинитети, афинитети за slow food гостилница. Значи, да се наоѓаат на место кое што не го урива природниот концепт, значи пејзажна архитектура. Потоа да се автентични, веројатно. Да, автентично, да не сигурно некоја стаклена зграда у село. Потем дигресија прости, што изгубивме од традиционалната кујна, а што се уште можеме да спасиме од твоето лично искуство? Мене ме радува што токму со постоењето на slow food гостилници и ова не е лично мислење, туку е вака општо констатирано секаде каде што се оди, се отвара врата за она што е локално, наше и автентично, се промовира нашето гостопримство, се промовира храната и се промовира чувството што ќе те натера повторно да дојдеш. Доаѓаш како гостин, а си заминуваш како пријател. Тоа е можеби најавтентичното нешто, Вања, што го издвојуваш во моментов. Се врзуваме за чувството. Чувството што го доживуваме кога конзумираме вино, храна, вкусот. Така да наскоро ќе имаме повик за slow food гостилници, отворени сме за сите. Сакаме да биде што пошарено, што побројно, што поинтересно. А и мислам дека инспирирате со сите овие работи, инспирирате уште многу такви мали семени бизниси да проживеат, да се разбудат. Да си го најдат своето место и да си бидат искрени. Значи, без искреност. Тоа е тоа што привлекува. Сосема за крај ќе кажеме дека се подготвува новиот slow wine гостилници, slow wine си уште не. Така? Slow food гостилници се во фаза на подготовка. Да, наскоро ќе има повик и после ќе почнеме да одиме да ги посетуваме, бидејќи тоа не е баш така едноставно. Треба малце да ги насочиме, идеме со наши готвачи, имаме slow food алијанса на готвачи, да им кажат некоја финеса во врска со аранжирање. Нека биде тоа автентично, ама нека биде современо, така, урбано. Приказнично. Да. Како што треба. Ова е малку време, ама ќе си да кажеме што. Во друга прилика. Следна прилика пак, сигурно ќе имаме продолжување. Честитки уште еднаш, Ивана. Благодарам многу. Продолжи да бидеш амбасадор и мислам дека не сме имале вака, колку што помниме јас и Цеце, баш да говориме толку за вино, ама и да имаме престижни вака награди.
ова на дополнето со Вања, мислам дека беше совршена прилика да уживаат сите на Телма. Фала ви многу за поканата и фала ви за долгогодишната поддршка. Секој пат. Заедно растеме. Заедно Така е. растеме. И ве тука сме. чекаме на некој слоу фуд салон. О, Едва чекаме. ти секако ни ги носиш во Телма, ама сигурно ќе треба и биде. ние да поидеме. Салонот е да го чекаме Вањичи.